Добро вечер повторно од мене. Ова се минутите во рамките на нашиот граѓански форум. Како што гледате, јас сум кежуал облечен, вие во еден домакински муабет и атмосфера, доволно за нашиот заеднички контакт. Темата ја препознавате, ајде заедно да го скицираме профилот на едниот председател. Кога на дел од моите колеги им го реков насловот на вечерашната контактна дебата меѓу граѓаните и еден телевизија, ми рекоа секој што ќе биде избран не може да биде полош од Ѓорѓе Иванов. Но се разбира, тоа е негативна селекција и не сакам да предпоставувам дека тоа е негација и на избирачите што се определија во 2 мандата 10 години да му дадат доверба на човекот кој инаку во последно време се претвори во своевидна политичка мумија која нити говори, нити коментира, освен што од време на време со своједни декрети се појавува во јавноста. Значи, почитувани гледачи, некаде кон средината на мај треба да го имаме идниот председател на Македонија. Не можеме и не сакам да дебатираме дали тоа ќе биде консенсуален, дали ќе го избира СДСМ, дали изборите ќе ги бойкотира ВМРО, ДПМН или ќе влезат во една жестока битка да го поразат, како што сами велат, црнилото од владењето на премиерот Зоран Заев. Пред да се вклучите за оние што во овој момент дома тивко следат, разговараат и пред се слушаат, ова е емисија во која повеќе се слушаме од што се гледаме. Ако забележавте во рамките на вестите, ви прочитав вест дека македонка лекарка која откако положила дополнителни печес испити, се јавила на конкурс и добила работно место на престижниот или убавиот остров во Хрватска Хвар, но во местото Сучурај, кој има одвај 300 жители. И, внимавајте, тоа е дивна војноска која вели дека сака мирен живот, срекне сум што ја добив работата на Хвар, добила стан и се разбира, тамошните локални власти заклучила дека тоа не е доволно, освен платата, ќе доделуваат секоја година и 7.000 евра бонус. Јас си посакувам на дивна војноска мирна работа, спокоен живот и да се реализира, зашто тоа е прилично јак сигнал дека во потрага по своите животи перцепции понекогаш знаеме да го замениме бруталниот урбан живот во Скопје со вакви изливи на животните крстопати. Значи, уште една што е дивна војноска, која како лекарка на своја 36 годишна возраст со положени дополнителни испити, од сега е лекар на хрватските жители во малото место Сучурај на хрватскиот остров Хвар. Поштовани гледачи, ве повикувам на граѓанскиот форум да помуабетиме. Можеме да рецензираме, можеме да критикуваме, можете да ме критикувате на крај да кажете, зашто тоа помалку ми ги мобилизира вијугите за диалошката форма. Ако сте подготвени, режијата одамна е веќе подготвена, да го чујам првиот телефон и првиот наш гледач. Добро вечер. Добро вечер. Прво и јас честитки до девојката која отиде во Хвар. Навистина, драго ми е и се надевам дека ќе си го среди животот баш онака како што треба и сведам дека е многу коректна како особа да отиде да помага во еден прекрасен остров. Сега, околу профилот на нашиот иден председател. Изразот мумија би беше извареден, точно така. Меѓутоа, пратејќи ги состојбите, знам дека во Француска, ако победеше, како пример, левичарска партија, самите французи гласа председател десничар. Гледам во Грчка, пошто во Грчка председателот го гласа парламентот,
ако е левичарска партија предлага десничар за председател, самата, значи, не гледат да ја имат севкупната власт. Се сеќавам дека десницата Нова демократија го имаше предложено Папулјас, кој беше од ПАСОК и наш подписник на бившата тогашна спогодба со покоен Црвенковски. Они го имаа предложено. Сега левицата го предложи Павлопулос, кој е десничар. Значи да постои еден баланс. И само за момент, кога веќе вака редиме, само да ја потсетам, и во најмократа европска држава Германија, како што ви е познато, Меркел е од двете конзервативни партии, председател на државата порано беше лидер на социјалдемократите со кои беа во коалиција. Повелете. Е така. Значи, целата приказна овдека во Македонија на некој начин како да се очекува дека ако победи ВМРО, дека ВМРО треба да се стави своји уставни суди, треба да се стави свој председател, како или и обратно, значи не зборувам само за ВМРО, сметам и за СДСМ. Сметам дека профилот на личноста во Македонија, сега тоа да тргнам со свеќа да го барам по градов или по државава, не знам, меѓутоа профилот на личноста би требало да е демократа пред се, особа со сопствен интегритет, со своји мисли, кој нема да биде воопшто притиснат, да не дозволи да биде притиснат од ниедна партија и да ги гледа работите реално во државата и нормално во ингеренциите што се негови. Лично сметам дека би требало да биде избран со консенсус од сите партии, па чак што више кога би можело да биде, значи, продесничар, уште подобро, за да постои баланс. Оно што фактички заедно зборувавме. Толку. Друго, не можам да ви дадам. Добро, ви благодарам многу. Фин почеток за скицирање на идниот профил. Но ми се чини дека како да навестувате или да зборувате парламентот да го бира председателот. Па тамо да се прави тој баланс. Да. И лично мислам дека ако треба, значи ви велам, ако сметам дека парламентот е најдобро да го бира председателот, исто како Киро Глигоров, ако памтите првиот пат, он беше избран така. Да го бира председателот, фино лепо, со двотретинско мнозинство, ако не помине првиот пат, вториот пат проаѓа со просто мнозинство, да биде избран и тоа чак што више да го дава партијата на власт, да дава име за председател од другата страна. Да би имало баланс, да има еден друг, како да го објаснам, да постои, значи, една равнотежа. Точно, и тоа е моделот на институционалниот систем уставен, во кој председателот и премиерите ја делат извршната власт и меѓу себе заедно со парламентот се контролираат. Господинот Киро Глигоров и тој период, јас добро го паметам, мислам дека Македонија пред 27-8 години покажа дека има исклучителен демократски капацитет. Погледайте, Глигоров, кој во тоа време беше своједна величина, не помина во првиот круг. Да, он не помина во првиот круг, меѓутоа тоа беа политички игри. Ама независно, го издржа тој товар. Па сигурно, ама не, верувајте, во првиот круг не проаѓа. Гледайте иронијата, јас имам пратено во Грчка, Папулјас го предлага Нова демократија, не проаѓа во првиот круг, проаѓа во вториот круг. Која е логиката да еден ПАСОК не го гласа човекот што во нивното тело? Добро, за тој баланс, во еден период морам уште малку да се присетиме дека еден длабоко побожен или христијанско ориентиран председател како Борис Тајковски на крај ја доживеа својата политичка траума, дури и неговите од ВМРО ДПМН, Љупче Георгиевски јавно да се откаже од него, што на индиректен начин, иако тоа беше некаква негација на Борис Тајковски, на индиректен начин зборуваше за зрелоста на политичките состојби и на самиот капацитет со интегритет на Борис Тајковски. Точно така. И јас искрено да бидам очекував дека Ѓорѓе Иванов
очекував дека барем последната година ќе покаже своевиден интегритет. Апропо Борис Трајковски, лесна му земја, очекува своевиден интегритет, jer и така и вака не може да се кандидира, нема кој да го присилува. Очекував дека за една работа ќе покаже став. Добро, ви благодарам многу, љубезни сте, одличен пристап и шлагворд ми давате и во натамошниот тек на водењето на овој диалог. Ви благодарам уште еднаш. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Ако сте уморни да завршиме. Мислам дека со едно јавување навлеговме во само во скицирањето на идниот шеф на државата. Добро вечер. Поштовани гледачи, следите телефонски или граѓански форум. Да, добро вечер. Да, повелете. Ало? Да, повелете. Ве молам телевизорот само потише. Да, еве сега. Вака сега. Прво и основно, според мене, председател мора да го бира целиот народ. Видовме ние што ни се случува 27 години во собранието. Имаме секакви пазарења, бизниси прават пратениците. Многу лесно може да се купи пратеник и да гласа за кого сакаат. Значи, обавезно мора народот да го бира. Како ќе биде тоа, мора да се избере од страна на народот. Народот се сите граѓани на Македонија. Од број 1. Од број 2 тоа треба да се донесе закон председател на држава да биде непартиска личност. Односно да не може партиите да му вршат кампања едноставно за свој кандидат. Еве зошто. Кога, например, е партиска личност или партијата едноставно лобира за него, што се случува? Таа партија која што ќе изгуби нејзиниот кандидат која што го кандидира, таа видовме што ни се случува. 4 години, 8 години, зависи колку е председател, не го признаваат, го викаат господинот. Па се јавува тука моменти на, како се вика тоа, на омаловажување. Како беше тоа на буквата, сега не ми тектува, да има автократија? Не, едноставно не го признаваат за председател и власта со него се понаша арогантно. Не ми текнува името, добро, не е битно. Добро. Така да, како граѓанин на, мислам, како председател на држава, тој треба да биде за сите граѓани, но и граѓаните да го признаваат за председател. И најважното, треба да се донесе закон за да председателот има повеќе ингеренции, да не биде воштана фигура. Овој циркус... Чекајте. Што сакате сега? Сакате председателски систем? Не. Да Како има во Франција? малку повеќе ингеренции. Што значи малку повеќе? Кажете ми каде? Ја ќе ви кажам. Да. Тоа би предложил ја. Да. Тој циркус што настана сега, ја не ја разбирам таа логика и дали во светот постои тоа, донесуваат пратениците закон и мора председател да го подпише, така. Ако не го подпише првиот пат, пак се враќа назад, пак овакво го изгласуваат пратениците со просто мнозинство и после мора да го подпише по уставот. И он сега не сака да го подпише, например, и настанува циркус. Значи, што сакам да кажам? Тука треба да се донесе закон. Зошто е тоа враќање напред-назад на закон? Тоа нема никаква логика. Тоа е само, не знам од кои причини е направено, едноставно да се манипулира народот. Нема друга логика. Едноставно председателот треба, негово право е дали ќе го подпише, дали не законот. Па добро, ама чекајте сега. Да. Ако му го дадем исклучивото право, тој да реши дали ќе го подпише или не, и со право мислите дека го има легитимитетот на непосредно избран председател, каде е тогаш легитимитетот на легитимно избраната власт која го донела тој закон? Еве сега ќе објаснам. Мора да има баланс. Или да се донесе закон да не мора председател да подпишува закони, или да има посебни закони кои што се важни за државата, како што е, например, законот за, да кажеме, за менување име, за битни оние суштински закони за државата, тогаш председателот со строги правила
да има ингеренции, без негов подпис тој закон да не оди понатака. По моje мислење. Или воопшто да нема, зошто по која логика би требало закони да подпишува председател. Значи нема логика. Значи или да се најде некој компромис за посебни закони од витално значење за државноста, или да не мора никакви закони да подпишува. Но најважното што е, јас би предложил оние институции кои што се контрола на власта, како што е јавното обвинителство, како што е Уставниот суд, Врховниот суд, да земеме оваа комисија што е за корупција. Зошто да не биде тоа исклучиво право председателот да ги, како председател на сите граѓани, неутрална личност која ќе биде, тој да ги поставува тие луѓе и тие луѓе да бидат од негова ингеренција и одговорност. Не, тоа е, чекај, да ве молам. Тоа е наслутува на председателски избор, а повеќе е некако совиден наполеонизам модерен, зашто чекам баланс. Нема балансирање на извршната власт. Тука можам и натаму да спорам, но во секој случај ви благодарам. Мислам дека со вас некако се почесто се среќавам во овие граѓански наши муабети и стануваме на оден начин комши. Ви благодарам уште еднаш. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Немојте да ме умарате само со добро вечер. Сакам да се заинтригирам во диалошката форма. Насловот го знаете, телефоните ви се познати. Се разбира, уште еднаш ве подсетувам на онаа форма која на одреден начин во една прилика ја искористив. Благодарам. Ке може да се вклучам? Да, поверете, ве слушам. Вклучени сте, добро вечер. Ало? Да, поверете. Ја би сакал само да коментирам претходните гледачи, што рекоа да биде биран консенсуално во собранието. Што правиме за да биде нели балансот, да биде од другата партија, не од оние кои што се множество во собранието. Што правиме кога ќе дојдат сега изборите парламентарни, па да биде обратно од тој што бил балансот, тој тие да биде сега не смееме да ги врзуваме функциите едни со други. Добро кажате, ние сме парламентарна демократија, а за председателски си имаат Франција, не знам, Америка и тие, и Русија и не знам што. Затоа не треба воопшто да размислуваме за тоа дали треба да биде баланс или треба да биде избор по како и што е досега. Добро. Не, да го оставиме системот. Тоа е конституиран, ние сега правиме моабет во постојниот уставен систем, со постојните законски решенија, бираме во мај нов председател. Именно тоа поентата ми е што е тоа што би очекувале и каков портрет ќе закачиме во канцелариите на јавната администрација, што инаку го воспостави покојниот Борис Трайковски, што е нормален и француски и американски модел, портретот на шефот на државата да стојат во просториите на јавната администрација. Не, во јавните простори, во амбасадите, ќе се стои портретот на председателот, без разлика до кој систем е во државата. Објаснете ми што... И мислам дека го знаат. Ајде другаче, поинаку да ве наведам на муабет. Што мислите? Кои се тие карактерни особини, кои се тие приоритети што би го донеле, би ја донела личноста пред избор да биде наследникот на Георгија Иванов? Видете, ние се наоѓаме во една хибридна состојба, бидејќи овека секој си дава за право да се да дискутира, се да кажа, имаме нарушени овие не само меѓучовечки, меѓунационални, меѓуверски, не знам какви односи. И затоа мислам дека оваа држава пред се треба да расчисти со тоа да се знае кој е домаќин во оваа држава, што сакаме да направиме и така може да одиме напред. Бидејќи и досега имаме искуство со сите досегашни политичари, тоа се луѓе кои што, ајде да бидам попрецизен, ако може, се извинам само да кажам. Ние во оваа држава во текот на овие
изминати колку веќе стана 27-8 години, имаме создадено две семејства, две фамилии или две политички партии, кои што во својата програма имаат само за да дојдат на власт и да го прават она што го прави преходниот. Само со своји луѓе, оние што лепеле плакати, оние што им се роднини, оние што им се... Значи, апсолутно не ги интересира државата и народот. Не гледаме никакви промени во текот на овие 28-9 години. Тонеме. Најдобро го кажат и примерот со докторката што отиде во Хрватска. Ја имам пријатели кои што имаат не да се имучни, не да се нивните деца си отидоа, вика, што ќе ми мене, вика, овде каде имам се материјално, а да немам никаква перспектива да живеам нормален живот. Така да се кај нас се поставено на некои ненормални односи кои што не владеат во светот во нормални држави. Добро, и благодарам многу. Во секој случај ние го гледаме повторно преку од која партија ќе биде, дали ќе има баланс или нема да има баланс. Добро, ви благодарам многу. Во секој случај шефот на државата не ќе може според сегашниот систем да ги решава овие тековни проблеми, но ќе биде, треба да биде коректор. Добро вечер за следниот гледач. Додека не добијам линија, да ве подсетам дека секој оној што ќе сака да дојде во студиото после овој разговор или во текот на оваа наредна недела, вашите мобилни телефони, доколку сте подготвени, да ги оставите во нашата режија или на нашата секретарка, јас ќе ве контактирам, како што тоа го направив со другите што беа тука. Добро вечер. Чом веќе имам некој на линија, ако може... Да, добро вечер на линија. Добро вечер. А јас, за разлика од другите досегашни соговорници што ги имаше, не слушам. Ми се јавува, гледам. Ако ви се јавува ехо, намалете го телевизорот. Јас веднаш би прешол со портретот. Да, поред. Тој портрет би го осликал со студијката која што беше во Страсбург. Судиката Лазаровска Трајковска. Добро. Мислам дека е независен кандидат и би им сугерирал посебно на овие членови од СДСМ дека престанат своите членови да ги ставаат на некои други функции, на функции посебно не на оваја. Овој кандидат мислам дека би добил најповеќе гласови од причина што судиката е веќе афирмирана, бар што се не се види надзор. Не знам, единствено може би малку би се оградил за тоа, не знам како би била како на војскава генерален или тука дали, но чинам дека би била добар председателски кандидат. Не во смисол дека ќе имитира или хрватска председателка, мислам дека се сосема различни личности, но мислам дека би била добар кандидат. Добро, јас тоа го крстив, нам ни треба мајка на нацијата, ви благодарам многу. Да не правиме од сега. Можеме и да правиме и номинации на крајот на криштата, но да се обидеме преку индиректна детекција на особеностите да исцртаме, зашто на овој начин мислам дека ова исто така некоја јавна сондажа на мислење. Поверете. Во програма. Добро вечер. Добро вечер. Да. Поверете. Видете, председател, било кој да биде кандидат да се истакне, партиите ќе одлучуваат. Тие ќе застанат позади него и не партиски да биде, ќе го тргнат, ќе го обојат. Ја не би рекол дека може таков човек има сега во моментот во Македонија, кој може да биде председател и кој може да не биде не може да биде наклонет на некоја партија. Така да не може да добие прво. Ама сте фаталист. Ја не можам да верувам дека ова Македонија
Јас само сега, ако ме натерате, можам 100 личности да ви набројам, кои покрај некои што се спомнати, кои имаат интегритет, образование, широки погледи, што може да бидат председател на државата. Друго е прашањето, дали ние ги сакаме нив, дали партијата ќе се одважа да излезат од своите трла партиски и изборот на тесните партиски ешалони, одошто оваа перцепција дека не може да најдеме личност. Извинете што ве прекинав, повелете. Да. Партиите во никој случај не можат да излезат од тие каши кај што се заплеткани. То можеме ние да донесеме ако треба човек од напор. Кој е способен. Ајде, сега пред една недела ваш наш сограѓанин имаме луѓе од напор такви. Сега да кажем нешто друго, исто за председателов. Сега за овој председател, каде сега он да реагира кога грците денеска кажа дека антиката све е прибрале кај нив. Едно, а од друга страна кај нас славиме и ние, и тие слават, и во Македонија слават, сме постигнале успех. Каков успех? Да нема, што беше тамо то? Јазикот не знам да нема, не знам да нема, значи со жешки крпи не ладат грциве. Нашиве не се свесни што се случува. Не сте најпрецизни, ве молам. Треба председател да реагира. Тој е председател. Добро, ви благодарам многу. Не сте најконцентрирани во детекциите, понекогаш ве понесуваат и емоции. Да не разговараме за Грција, да разговараме за Македонија. И не разговараме за Иванов, за неговиот наследник. Добро вечер за следниот гледач. Хвала. Повелете. Добро вечер. Сте за еден темон, ако можем да се во контекст на емисијата. Ало? Да, повелете, вклучени сте. Јас сакам конкретно да предложам личност колку е можно и тоа човекот што води емисијата. Исклучително компетентен, предпоставен и во комплетна личност. Тоа Македонија. Го барам зад мене, не мислите веројатно на мене. Нема друг, тоа е тој. Не, добро. Добро, и како вице добро, а уште поише како анекдота им дававте шанса на моите колеги кои се занимаваат со рецензија на јавните личности, повторно да ме стават во некое јадро или во некаков фокус за рецензирање. Јас сепак 50 години сум новинар и како што Господине. Да, повелете. Јас мислам доста е да бараме личности позади нас. Да бараме личност што гледаме сите. И па знаете што, ја не ја правам оваа емисија за промоција. Такви како не промовирам вас. Такви како мене има многу во Македонија. Немаме. Добро, ви благодарам многу во секој случај. Тоа го доживам како комплимент, но мислам дека во основа изборот на шефот на државата мора да претпоставува некој, и пак ќе ве вратам на почетокот на детекцијата или карактеристиките на мојата прва соговорничка која рече демократ по вокација и собствен интегритет. Мислам дека се тоа двата столба што во основа детектираат што би требало да значи шеф на држава во една мала Македонија. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Јас сум во програма. Да, во програма сте. Добро. Како сте, господине Шаловски, добар ли сте? Па ако нешто не изгледам добро, кажете ми да одам на лекарски преглед. Вака јас се чувствувам одлично. И сега падате профил да ви кажеме ние за председателот на Македонија следен, а? Да. Вие не знаете како профил треба да биде. Или сакате да ви помогнеме? Па како сакате? И да ми помогнете и да ми одмогнете. На Македонија и треба македонски председател кој што ќе успее
да го стопира уништувањето на македонскиот народ. Ова што го прави Заев, Джафери и најголемиот непријател на македонскиот народ Бујар Османи, тоа треба да прекине веднаш. Наредниот председател, ако не биде со таков профил, ќе нема ни македонци, ќе нема ни Македонија. И како што тргна на крајот на кришта, како што е работата тргната, и ќе живееме ние најверојатно во република на север од Македонија. Како шеднаш ми се бендише Кованица, ама да ја запишам, република? Многу убаво име, едно време и Заев го проферираше тоа име, република на север од Македонија. Добро, ви благодарам многу. Во секој случај, и тоа е перцепција на ад-хок или на расположението на граѓаните. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. У програма ли сум? Да, у програма сте. Чому сте? Ало? Да, добро вечер, повелете. Јас сум од Источна Македонија. Што сте? Од Источна Македонија, не сум од Северна. Добро. Сакам да го коментирам за тоа. Добро. Па нас председателите не вилеат. Дали е од таа партија или онаа. И затоа не е битно кој го бира. Него кој го става. Значи, од кој дел на Источна Македонија сте? Источна. Ама од кој град? Или не може да ја кажете? Аз е град. Добро, не е важно. Што би рекли од Источна Македонија да е саглан човек. Добро, ја не сум ни од северозападна, ни југозападна. Да. Добро. Иако сум за НАТО и за ЕУ, неле. Кој го бира Трамп, најрого? Кој беше Трамп? Кој е сега? Дали е за или против? Сега ќе имат председателски избори, ќе видиме дали ќе победи уште еднаш Трамп, што се однесува. Ви благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Двата телефона се вклучени. Се надевам дека режијата ги следи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да, ве слушам добро. Во врска со профилов на едниот председател. Добро. Видете. Значи, на наредните избори, сам да не ме сватите погрешно, ВМРО ќе добие и Магаре да стаи за кандидат, да ме верувате. Толку. Не е тоа баш добро ВМРО да победи човек. Добро, иако имате во себе некаква зло реторика, председател е председател. И нека победи кандидат на ВМРО, ја немам ништо против, но не и Магаре да стават. Во секој случај, цинизмот или алузијата можам да ви ја разберам. Добро вечер, следниот гледач. Ало? Да, повелете. Еден телевизија? Еден телевизија, да. Уклучете во програма сега? Најдиректно во програма, повелете директно. Добро вечер. Поздрав до емисијата. Ви слушам. И до водителот, посебно. Сега за профил на идниот председател, моје мислење можам да ви дадам, дека идниот председател би требало да биде богат човек, бизнисмен, не сам со труд и мака што се збогатил. Такви луѓе имаме тука во Македонија, а моје мислење, ја би го предложил Ѓорđ Атанасовски. Ѓорđ Атанасовски затвора телевизијата што ја има отворено. Тој е неспорно успешен бизнисмен во Америка, не толку многу успешен во Македонија, но како и да е,
Ако се точни овие објавени информации, сосема е известно дека тој дига раце од самата номинација, камоли трка за председател на државата. Добро вечер, следниот гледач. 22:45, имаме уште 10 минути, потоа следуваат вестите. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ако сум јас на линија, овде адвокат Игнат Панчевски. Само што се прашував дали вие или вашиот компањон ќе се јавите и се надевам дека нема да разговараме за милиардите. Ајде, колега Игнат. Какви милиарди? Оставете ги милиардите. Браво, добро, баш сакам така да разговараме. Вие имате една конкретно убава тема и треба да се дадат информации на граѓаните, посебно на вашите гледачи. Повелете. По рамките на оваа тема, сакам да кажам дека моментално, а тоа моментално значи повеќе години наназад, само 99-та година или 2000-та година, а до сега, со Македонија раководат западните големи сили. Тие симнуваат, тие качуваат. Во моментот, бидејќи имаме негативно искуство на лице кое што тие го наметнаа, за кое што предмотне некој коментираше дека се налутил Љупчо Ѓоргиевски како премиер, дека му донеле натрапник, наместо да има свој кандидат за председател. Значи тој, бидејќи тие го донесоа, од разни причини, за мене и за јавноста познати, но не сакам сега да отеретувам вашата емисија. Значи тие, бидејќи тој имаше мотиви и желби да има уште еден мандат, тие му ја скратија желбата, тоа што му скратија животот. Значи во моментот, бидејќи западните сили се уште раководат со нас. Најголемиот дел од луѓето тоа не го гледа, но некои како мене тоа го гледаме и го чувствуват. И затоа, ако веќе се согласисме со НАТО и Европска Унија, би предложил профилот на идниот председател да биде од типот на Радмила Шекеринска, која што ја освои Европа со шан и знаење во моментот кога се правеше тимот за приближување во Европската Унија. Таа раководеше со 300, може и 400 стручни лица кои што беа процуени во Европа, а потоа заради промена на власта се распрскаа кој лево, кој десно, најголемиот дел во Косово, во владата на Косово. Игнат, Игнат, да не ве познавам, односно се извинувам, јас сум на Перту. Може да го кажам уште следново. Чекаде, да не ве познавам, иако сум на Перту, да не те познавам. Кажете, слободно. Знаејќи дека не припаѓаш ни лево, ни десно, ни во центар, ке помислев дека проработи штабот на СДСМ, но се Слушнете ме сега што ќе кажам дополнително. Добро, повелете. Вака се, во моментот, најголемата поддршка на американците ја има Стево Пендаровски, кој беше во кабинетите на двајца председатели како советник за меѓународни односи и слично. Значи, сакаме да имаме успех. Еден од овие двајца, бидејќи јас пред не познавам, ќе има целосна поддршка од Западот, а тоа ни е потребно во наредниве 5-6 години, доека не се профилираме како демократска држава, граѓанска држава, со граѓански устав и да ги тргнеме партиите на страна, да се занимаваат сами со себе во пивници, а граѓаните да разговараат на разноразни трибини, отворени дебати и слично, каде што ќе даваат нападки на политичаните, што сакаат по својата држава да доживеат уиднина, односно нивните поколенија. Игнат, ти благодарам многу. Овие две имиња што ги спомнуваш, инаку Зоран Заев, а и СДСМ ги става на тест пред една интерна анкета. Зоран Заев, апсолутно тоа воопшто не ми е важен човек, тој во моментот има само една епизодна улога, за која што треба сите да сме му благодарни. Така да тој не е профил за председател на држава. Не, сакав друго да ви кажам, дека во СДСМ
се прави анкета телефонска со 6-7 имиња меѓу кои овие двајца, што би можеле да бидат некакви, да речем, фаворити на власта за идните претседателски избори. Панчевски, ви благодарам многу. Останува оној договор што ви го кажав, бидејќи вашиот партнер, пријател и така натаму често знае да се јави и да ми ги спомиња милиардите. И јас останувам на договорот дека векана во студио со документи да разговараме за тоа колку се украдени од Македонија. Панчевски, ќе дојдам во вашето студио со докази за убиството на Никола Младенов. Каде што има материјални докази кои што јавно ќе ги покажат. И ќе започнат, значи од тука ќе започне мојата кривична пријава јавна, за да може против лицата кои што учествувале во ликвидацијата на Никола Младенов да се започне постапка за судење од специјалното јавно обвинителство. Добро, ви благодарам со таа разлика што имаме една мала ситна сугестија дека тоа треба да го направите и до СЈО, кој исто така го презеде случајот на убиството на еден од нашите најпознати македонски новинари пред и после транзицијата. Благодарам, Панчевски, добро вечер за следниот гледач и мислам дека се ближиме до крајот. Повелете. Ало? Добро вечер, ве молам телевизорот потивко. Да, смалено. Господине Чомовски, да не филозофирам, има време и за други јавувачи. Мислам во ова време, вакав за иден профил на председател на Македонија, треба да биде кандидиран Боки 13-ка. Гледам дека вие како екипа негова многу го поддржувате, стоите позади него кога он дава изјави. Човекот е многу паметен, е раритет во светски рамки, така да мислам дека сигурно ќе биде избран за председател на Македонија. Боки 13-ка, значи и никој друг. Јас си дозволувам луксус да си искажам еден благ цинизам, како што на овој начин почувствував и реакција за тоа дека некој ме предлага мене за председател, но тоа го ставам во контекстот на нашето, да речем, условно растечко влијание и на негативната енергија што доаѓа кон телевизии кои нешто прават што би можело да биде поинакво и медиумски покарактеристично. Ви благодарам во секој случај. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Се јавува гледач вам добро познат и сите даваат оценки за профил на председател иден, вакви или онакви, меѓутоа забораваат дека 27 години ние во оваа држава лечиме суети и правиме држава по урлек на партии и на личности. Никој, ама баш никој, не го прашал народот дали има профил од народот, затоа што од овие силни политичари кои имаат рейтинзи вакви, такви или одвработуваат нечии агенди, вакви и онакви повторно, јас предлагам да се донесе некој човек анонимус тотален од народот, кој што има и текако поголем рейтинг како анонимус, затоа што и Лех Валенса кога дојде таму не му бара на човекот да биде профилиран, да има докторски дисертации и искуства во Обединети нации и така натаму, па човекот ја донесе Полска на едно високо ниво во она време. Јас ќе ве замолам да не ги фаворизирате луѓето кои што сакаат да си дојдат таму мислејќи дека се најдобрите од најдобрите. Јас убеден сум дека ќе се најде еден човек од мајка роден, кој што ќе им докаже на сите тие профилирани кадри, кои што имаат исклучително големо реноме во наши рамки и пошироко, како што слушам во Обединети нации, ваму, таму, лево, десно, имаме толку паметен народ, имаме толку луѓе кои што се анонимни и не се дефинитивно профилирале и не влегле
на мала врата, а ќе се појават, да идете сигурни и убедени и дека ќе бидат независни, толку независни колку што ќе сакам да биде и моја земја независна и да нема апсолутно трунка, сомнеш во ниту едниот кој што ќе дојде од ова или онаа страна. И благодарам, јас со двете раце ви го подпишувам, јас тоа од време на време знам да кажам, се согласувам со овие тези дека има луѓе, но морам да ви кажам дека прашањето народот да го избере, како да ми наслутува, мислам дека тоа е една добра пракса во ВМРО ДПМН, на јавен конкурс, сите што сакаат да претендираат со своја програма, да се пријават на пред партиските тела и пред Конгресот на ВМРО ДПМН кој ќе го номинира едниот шеф на државата. За волја на вистина, во изминативе неколку изборни циклуси, без оглед кој имаше фаворитска позиција и како се бараше, сепак имаше една одредена процедура која се спроведуваше и некогаш и ВМРО ДПМН сгреши како што тоа беше случајот со претходниот председател, со председател што заминува. Ви благодарам уште еднаш, добро вечер. Овој пат на вистина за последниот наш гледач, 22:56, и со тоа ќе ја завршиме дебатата. Не се секирајте, веќе во четврток повторно сме на овој бран на граѓански форум. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до сите гледачи, поздрав до вас во студиото. А ја мислам дека профил за идниот преседател ја би го ставил другарот Тито. Дали се сложувате со мене? Би ја ставил едноставно сликата на другарот Тито. На кој Тито? На кој Тито? И кој да на кој Тито? Брос? Да, Јосип Брос Тито, да. Од има и тука во Македонија титовци. Петковски, Величанец. Сликата на Јосип Брос Тито, иако е тој починет, мислам дека било кој да ставиме, секако ќе биде само слика. Значи исто ќе биде слика, значи нема никаква функција. Слика без тон. Така да едно барем нека ни биде познат од некој. Тоа ние во телевизијата го викавме слика без тон. Повелете. Па мислам дека баш така. Пошто секако се едно ќе биде кој ќе биде, нека биде тоа баш тој. Извинете ми сам нашава и поздрав до сите. Добро. И тоа е доволно за енергијата што се кумулира во овие предполнокни часови. Уште 3 минути, има уште некој или режија да прекинуваме? Јас мислам дека Джугуманова може да се подготвува за последните вести денеска во една пократка верзија. Добро вечер за последниот и да се одјавиме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Господине Керим, го прегласувам за председател. Керим, Сржан Керим, не знам кој е, али знам дека беше во амбасадор во Обединетите нации. И беше представник. Не, беше председател на председател на светската нација. Добро. Сега шо профил, како профил, не знам, не го познавам човекот. Добро, само да ве прашам, дали мислите на оној Керим со некоја шише што најдоа со пари на тој или некој друг? За тој имав нешто слушнато. Сржан Керим, кој е? Јас не го знам кој е. Имав слушнато, малце ги имам видено. Отворите некои сајтови, денеска пишуваат дали ќе се врати на испитување пред специјалните... Дека тој имаше голема углед во Обединетите нации, дури беше представник за председател на Обединетите нации. За генерален секретар на Обединетите нации. Да. Добро. Добро, благодарам многу. Поштовани гледачи, чувме номинации, чувме критики, рецензии. Уште ќе се занимаваме со оваа тема, но се надевам дека ќе дојде време да поразговараме за темите што не обкружуваат. И јас сакам да ви наметнам една тема која наскоро ќе ви ја поставам, а која зборува за еден индиректен флуид на развојот на нашиот однос кон социјалното битие. Тоа е дали сме подготвени да ги завештиме, да ги оставиме нашите органи по нашата смрт како добар гест на донирање на органите
за оние на кои ќе им недостига бубрек, слезина, бел дроб, односно бели дробови, и да не бројам се што на овој, на еден или на друг начин во овој момент коскена срц се разбира, се пресадува. Да не заборавиме дека во Македонија веќе се изведуваат, не велам серија, но почна повторно пресадувањето од од кадаверична трансплантација за органи што се оставени како донација за идните пациенти. Исто така денове прочитав една одлична информација дека се пресадени матични клетки кај ракот на коскената срж, и тоа матични клетки од донор од Германија. Значи, размислите, ќе отвориме тема, ќе повикам гости, да се пречуеме и да се видиме. Да го развиеме чувството на одговорност кон нас самите, кон оние кон кои треба на оден начин да оставиме некаква добробит за нивната перспектива, откако секој од нас би можел или треба да замине од овој свет. Пријатна вечер, ви благодарам за јавувањето, за довербата што се повеќе ни ја посветувате, и јас со задоволство учествувам и понатаму, иако на почетокот иницијално влегов во оваа идеја, се повеќе мислам дека доаѓа време на овој јавен диалог и граѓански моабет, како што го насловувам. Пријатна вечер, се гледаме со вас во четврток. Утре сте со Сашо Ордановски во Печат и со тандемот Кабранов и Јовановски.